Бизнисот не познава граници ниту непријателства, а парите ги отвораат сите порти, па и оние кои не постојат. Иако со политички сопки кинеските компании се судруваат на западните пазари, тие изнаоѓаат решенија како да ги надминат бариерите. На глобално ниво расте продажбата на електричните возила, како и бројот на новопреставени модели. На езерото Комо во Италија заврши престижната смотра на историски возила. Ова е само дел од денешните содржини. Започнуваме со вестите. Доцнеше со електрификацијата, а сега доцни и со кратењето на плановите за неа. Меѓу последните во низата автомобилски производители и Honda ја менува стратегијата за иднината. Причините се јасни како и целта. Ке се намалат амбициите за електричните возила и фокусот ке се постави на хибридите. Пренасочувањето на инвестициите и ресурсите за развој нема да биде премногу комплицирано и ке значи ослободување од грижата за борба со тривијални проблеми од техничка и невозможни мисии од административна страна. Во бројки изразено, вкупниот обем на планираните вложувања во електрификацијата до 2030 година се намалени за 1/4, од 65 на 48 милиарди долари. Во исто време, Honda глобално планира да представи 13 автомобили со хибридни погонски системи од наредната генерација. Историјата на моделот Panda е тесно поврзана со незината 4x4 изведба. Таа со време по лансирањето стана голем хит и символ за сестран мал автомобил што не знае за пречки, ниту на асфалтот, ниту вон него. На представувањето на Гранде Панда, италијанците беа предпазливи со амбициите за проширување на моделската понуда. Сега тие гордо го обелоденија концептот Гранде Панда 4x4, но повторно се воздржани во техничките детали. Концептот е замислен со електрифицирана иновативна задна оска. Оваа карактеристика би му овозможила на возилото да испорача перформанси во урбани средини и на потежок терен. Оваа модерна реинтерпретација на Fiat Panda 4x4, Fiat ја потврдува својата желба да ги спои наследството и иновациите, без да ја изгуби од вид автентичноста и длабоко популарната душа на моделот. Додека јавноста чека Fiat да се изјасни дали Гранде Панда 4x4 ќе стане серијски производ, на купувачите им е понудена хибридната верзија на Гранде Панда. Интересна заради цената под 19.000 евра, таа донесува технолошки оптимизирана погонска група составена од 1,2 литерски трицилиндричен турбоагрегат и електромотор на 48 волти кои заедно испорачуваат 110 конски сили. Тие пренесувани со 6 степени отменувач со двојна спојка ќе ја забрзаат до 100 на час за 10 секунди и дотераат до максимални 160 км на час, што е подобро од низината електрична верзија. При тоа декларираната потрошувачка се движи околу 5 литри на 100 км, а емисиите на јаглеродиоксид се задржани на 116 грама на километар.
Со оглед на тоа дека електричниот систем поддржува некои секојдневни функции, како што се разните маневрирања при мали брзини, овозможувајќи возење само на струја до растојанијата од 1 километар при брзина под 30 км на час. Grande Panda Hybrid сигурно ќе се класифицира како идеално возило за пренатрупаните градски улици. Објавувањето на годинешните извештаи на производителите на автомобили им даде доста материјал на аналитичарите од кои произлегува интересни податоци. Например, дека кинескиот BYD по еден свој вработен заработил само околу 7400 евра за разлика од рекордерот Ферари, кој има инкасирано неверојатни 346.000 евра од секој свој работник. Тоа е 10 пати повеќе во просекот на индустријата, значително над кои се наоѓаат уште само Порше со остварен профит од 235.000 евра по вработен. Мерено пак според продуктивноста, највредни се во Сузуки, кој лани има продадено по 44 автомобили по вработен, што е 2,5 пати повеќе од просекот, додека на спротивниот крај повторно е BYD со 4,7 возила по вработен. Зошто е така станува јасно кога ќе се погледнат податоците за работната сила. На платниот список на кинескиот гигант се наоѓаат дури 900.000 луѓе, за половина повеќе отколку кај Volkswagen и 12 пати повеќе од Suzuki. Мора да се признае интересни бројки кои даваат една поинаква слика за автомобилската индустрија. По благиот пад лани годинава електричните возила го качуваат напонот на пазарот. Вкупно 5,6 милиони електрични и приклучни хибриди се продадени глобално во првите 4 месеци од 2025 година. Кина продолжува да го предводи патот со 3,3 милиони батериски електрични возила и приклучни хибриди продадени досега оваа година, што е скок од 35% во однос на минатата година. Продажбата од 600.000 единици во Северна Америка ветува, но расте побавно. По тешката 2024 за продажба на електрични и плагин електрични возила во Европа работите изгледаат значително по-оптимистички оваа година. Само во првите 4 месеци продажбата е зголемена за 25%, достигнувајќи 1,2 милиони возила. Батериските електрични возила се водечки со зголемување од 29% во продажбата од почетокот на годината, надминувајќи го растот од 16% кај плагин хибридите. Германија, Италија, Шпанија и Обединетото кралство бележат значително зголемување на продажбата. Сепак Франција се уште се бори со падот на продажбата од 14% досега, негатива што во голема мерка се должи на намалувањето на стимулациите за потрошувачите. Во остатокот од светот продадени се 500.000 електрични и возила со приклучен хибрид, што е скок од 37%. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk.
Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Ако го наречеш возилото Grandland, го правиш да биде Grand. Дизајнираш електрично лого со супер долг опсек на батеријата и 50.000 интелигентни LED компоненти. Секако дека е новиот Opel Grandland. Go Grand! Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Годишната кариера на RAV4 е импресивна. До сега таа се продаде во 15 милиони примероци ширум светот и ги постави стандардите во класата на средни кросовери. Новиот модел доаѓа во време кога сегашниот достигна нов рекорд во продажбата низ целиот свет. Очигледно, Toyota сака да го продолжи моментумот и да сруши нови рекорди. Така планира и Lexus, која лансира новата генерација на лимузината ES на стариот континент. По неколку години пауза, најмалиот модел на Nissan се враќа на голема врата. Овој пат е потполно електричен и сестрински модел е на Renault 5 e-Tech и покрај заедничките основи, Micra има уникатен надворешен дизајн, прилагоден за Европа. И покрај ознаката нова генерација, RAV4 е поставена на надградената верзија на постоечката платформа TNGA-K, како што би предпоставиле од модел кој е повеќе редизајниран отколку целосно нов, димензиите останаа во голема мерка непроменети. Должината е зголемена за 2 и висината бележи плюс 2,5 см. Меѓу скиното растојание остана непроменето. Во својот препознатлив стил, Toyota не направи шокантни дизајнерски промени, но доволно интервенира за да го направат RAV4 свеж и интересен. Напред се ставени поостри LED фарови, маска во боја на каросеријата и поголеми дифузори за поагресивен изглед. Интересно е што во зависност од опременоста се вградуваат 3 различни маски на ладилникот. За подобар впечаток се задолжени новите дизајни на алуминиумските тркала, достапни во големини од 17, 18 или 20 инчи, во зависност од нивото на опрема. На задниот дел доминира светлосен кластер со затемнета завршница во кој се сместени новите LED задни светла. Внатрешноста на RAV4 исто така е освежена, а се е насочено кон практичност без жртвување на стилот. Новата 12,3 инчна дигитална инструмент табла е стандардна, придружена со самостоен инфозабавен дисплеј кој доаѓа во 10,5 или 12,9 инчи. Важна нова карактеристика е воведувањето на софтверот Arene, опишан од Toyota како прв чекор кон софтверски дефинирано возило. Оваа платформа ја напојува најновата верзија на инфозабавниот систем Toyota Audio Multimedia со сите модерни функции за поврзување и го поддржува подобрениот пакет Toyota Safety Sense 4 ADAS, кој дебитира на новиот RAV4. Можеби најголемата промена е што RAV4 сега е целосно електрифициран. Исчезна верзијата само со бензински мотор, остапувајќи место за погонот со самонапојувачки хибрид и приклучен хибрид. Двете го користат познатиот 2,5 литарски 4-цилиндричен бензинец. Во новата конфигурација RAV4 хибрид располага со комбинирана моќност од 229 со погон на предните тркала и 239 коњски сили со погон на сите тркала или 17 коњски сили повеќе од претходникот. Во меѓувреме, RAV4 со приклучен хибрид стандардно доаѓа со погон на сите тркала и испорачува 324 коњски сили, што е зголемување од 18 коњи.
Покрај додадената моќност, приклучниот хибрид само на струја може да дофрли околу 80 км. Стандардно е вграден полнач со моќност од 11 кWh, додека за повисоките нивоа на опременост се добива можност за употреба на брзо полнење. Ова значи дека може батеријата да се наполни од 10 до 80% за само 30 минути. Toyota соопшти дека ќе го лансира новиот RAV4 во над 180 земји низ целиот свет. Новиот RAV4 би требало да пристигне во Европа на почетокот на 2026 година, додека македонската премиера се очекува идната пролет. После кинеската, новиот Lexus ES ја имаше и својата европска премиера. Донесувајќи нова дефиниција на луксуз и стил, јапонската премиум лимузина ќе се бори со германската конкуренција на нови фронтови. Карактеристика е што во оваа своја 8 генерација, но втора која е достапна во Европа, се нуди и со електропогон. Развиена е со силен акцент на техничката совршеност, како впрочем и сите други модели на марката, која својата репутација ја изгради токму со тоа. Очекувајќи дека со својот пристап ќе одговара на приоритетите на денешните купувачи, дизајнерите и подарија модерни линии складно вклопени во префинет и елегантен изглед со чиста естетика. Нискиот нос со предни светла со двоен L подпис и хоризонтално различените отвори за воздух во браникот делуваат модерно, а купеовски опуштениот заден дел од покривот обезбедува визуелна динамика. Усовршената внатрешност нуди дополнителна функционалност и релаксирана удобност во патувањата, за што сериозна заслуга имаат и значително поголемите димензии. Посебно задоволство ќе предизвикаат така наречените скриени прекинувачи, кои се осветлуваат и стануваат видливи кога возилото ќе се стартува. Изборот на погонски склопови е сведен на 2 хибридни и 2 електрични со погон на предните или на сите 4 тркала. Основата на хибридите е 2,5-литарскиот бензинец со вкупно 201, односно 247 коњски сили, чии подетални спецификации не се познати. Електричните верзии располагаат со 224 и 343 коњски сили и батерии кои ќе обезбедат автономија до 530 км. За брзо полнење се грижи посебна функција за предгрејење, со која нивната температура се доведува на оптимално ниво пред почетокот на процесот. Системот за навигација го следи нивото на наполнетост и според него автоматски ги ажурира достапните станици за полнење на избраната рута. Како ова функционира во реалност ќе се дознае почнувајќи од идната пролет, за кога се планирани првите испораки. Цените не се познати. Дизајнирана во лондонското студио на Nissan Design Europe, Micra е впечатлива. Доминираат големи кружни фарови и задни светла, а каросеријата позајмува форми од популарните кросовери. Сјајно црна облога се обвиткува околу браниците, профилот и лаковите на тркалата, додавајќи чувство на робусност на нејзината инаку мала рамка. Сите нивоа на опрема доаѓаат со 18-инчни тркала во различни дизајни, давајќи и самоуверен изглед. А за оние кои сакаат добра комбинација на бои, Nissan нуди 14 различни опции, вклучувајќи двобојни комбинации со црн или сив покрив. И покрај визуелниот трик, Micra е долга 3,93 метри и има меѓуоскино растојание од 2,54 метри. Во интериерот забележлива е помала имагинација, бидејќи пресликан е распоредот и опременоста од францускиот брат. Доминираат 2 10,1 инчни екрани, а главните разлики се сведуваат на брендирањето и неколку персонализирани детали. Багажникот нуди 326 литри простор, совршен за помали урбани авантури. Nissan Micra е поставена на платформата Ampere Small и е достапна во 2 верзии.
Основниот модел комбинира електричен мотор од 122 конски сили со батериски пакет од 40 киловат-часа, што овозможува 308 километри според WLTP. Помокната располага со 150 конски сили и батерија од 52 киловат-часа, проширувајќи автономијата на 408 километри. Воедно овозможува полнење од 100 киловати, што обезбедува од 15 до 80% наполнето за 30 минути. И двата пакета батерии имаат технологија Vehicle to Load за напојување на надворешни уреди или стандардно доаѓа со топлинска пумпа, како и можност за грејење и ладење на батеријата. Се очекува Микра да се појави кај европските дилери кон крајот на 2025 година, иако цената нема да биде потврдена се додека не се приближи до лансирањето. Nissan Micra нема да биде поевтина од Renault 5 e-Tech, бидејќи е позиционирана како по-премиум опција во понудата. Производителот Xiaomi неодамна влезе во производство на електрични автомобили. На почеток сите мислеа дека е рекламен трик, но сега поинаку се гледа на работите. Со својот првенец SU7 за само 14 месеци прокнижи продажба од 260.000 примероци. Сега е представен луксузниот кросовер U7, кој наскоро пристига во Европа. Да не остане покус, Dodge го комерцијализира електричниот чарџер со 5 врати. Најавено е дека на истата основа ќе биде прикажана и верзија со голем бензински мотор, за да им удоволат на традиционалните купувачи на американски мускулести автомобили. Откако лани го направи својот исчекор во автомобилскиот бизнис, технолошкиот гигант Xiaomi ја продолжува својата офанзива со нов модел. Атрактивно дизајниран, 5-метарскиот луксузен кросовер, означен како U7, ќе пристигне на пазарот во јули, а при крајот на годинава и во Европа. Ќе се произведува во новата фабрика која се гради специјално за него, а цените во Кина се очекуваат да стартуваат од 40.000 евра. Новиот адут директно ќе го напаѓа Tesla Model X со 3 верзии. Основната има еден електромотор од 320 конски сили, сместен назад и батерии доволни за автономија од дури 835 километри. Следи помокната верзија која со уште еден електромотор на предната оска располага со 495 коњи, додека топ моделот во понудата нуди 690 конски сили. Брзото полнење е обезбедено со 800 волтна архитектура и максималната поддржана моќност на полначите од 400 киловати. Големо внимание е посветено на аеродинамиката на каросеријата, која има 10 канали за проток на воздухот и 19 оптимизирани отвори за негово прецизно насочување, со што е постигнат коефициент на отпорот од само 0,245. Широчината од 2 и меѓуоскиното растојание од 3 метри обезбедуваат пространа внатрешност во која доминираат панорамскиот екран сместен во подножјето на ветробранското стакло и големиот централен дисплеј. Луксузната изведба ја нагласуваат материјалите, високотехнолошката опременост и доста детали како што сте стаклениот покрив и седиштата со масажа. Патниците назад ќе уживаат во патувањата благодарејќи на посебните контроли на климатизацијата и систем за забава со 2 екрана. Xiaomi од својот прв модел SU7 за 14 месеци успеа да продаде 260.000 примероци. Година дена после купето, Dodge ја представи и 7 верзијата на чарџер, која всушност е лифтбек бидејќи има 5 врати. Иако не вообичаена за американците, таа ќе продолжи по патот трасиран од претходните генерации на мускулестиот модел. Попрактична за секојдневна употреба, оваа изведба на чарџер ќе започне да ја освојува публиката најпрво со електричен погон. Бензинската верзија допрва ќе следи. Има архитектура на 400 волти и батерија
батерии од 100 киловат-часа кои овозможуваат поминување околу 390 километри. Малата автономија е условена со тежината која се искачува на дури 2620 килограми и моќните електромотори од 670 конски сили кои ќе го лансираат Charger седан до 100 км на час за 3,9 секунди. Максималната брзина е ограничена на 217 км на час. Меѓуоскиното расстојание остана исто, а спортски уредениот интериер е фокусиран кон возачот. За конзервативно настроените потврдена е бензинската верзија со 3-литарскиот турбомотор со 550 конски сили, а може да се очекува лансирање и на изведбата со 420 коњи. Dodge Charger и во двете своји изданија се произведува во Канада, што значи дека неговите цени се подложни на расположението на Трамп. Од Кина активни производители на возила има многу, но во последно време најголема прашина крева BYD. Компанијата сега направи нова структура на функционирање во Европа, чие седиште ќе биде во Унгарија, каде гради фабрика која треба да почне да функционира до крајот на годинава. Најголемиот производител на батерии за електричните возила CATL излезе на берзата во Хонг Конг. Колку е голема довербата во оваа компанија покажа првиот ден на тргувањето на акциите, кога се собрани $5 милиарди свеж капитал, а акциите пораснаа за 12,5%. BYD ги дооформи темелите на своето идно европско присуство. По примената на стратегијата најави дека во Унгарија ќе се отвори нова централа на компанијата. Задолжена за обслужување на продажно-сервисната мрежа на целиот континент, во неа треба да бидат вработени 2000 луѓе кои ќе имаат задача и да ги следат трендовите и да помагаат во развојот на европските верзии на моделите на групата. Пред се на оние кои ќе се произведуваат во новата фабрика во Сегедин, која ќе има почетен капацитет за 150.000 возила годишно, со план за негово двојно зголемување. За тие да може да се пласираат, ќе бидат отворени бројни дилерски места, ќе се освојуваат нови пазари и ќе бидат пласирани нови модели. Доста се очекува од малиот Dolphin Surf, кој веќе зачекори во освојувањето на европските купувачи. Ни светот познат уште како BYD Seagull или Delphin Mini, тој за Европа е продолжен на 4 метри и се нуди во 3 мудро спакувани верзии. Основната има 88 конски сили и батерии кои овозможуваат автономија од 220 километри. За забрзување до 100 км на час му требаат 11 секунди, а максималната брзина е ограничена на 150. Звучи скромно, но на повеќето пазари има цена по 20.000 евра, барем во овој промотивен период. За оние кои бараат повеќе се нуди верзија со истата моќност и батерии со капацитет за поминување 320 км, додека врв во понудата е моделот со 156 конски сили. Сите доаѓаат со богата стандардна опрема, посебно безбедносна и гаранција од 6 години на возилото и 8 на батериите и електромоторот. Светскиот лидер во производство на автомобилски батерии CATL, кој држи 40% од пазарот, излезе на берзата во Хонг Конг. Интересот беше очекуван, но не волку. Уште првиот ден акциите пораснаа за 12,5%, а компанијата собра неверојатни $5 милиарди свежи пари. Инвеститори имаше од 15 на земји, меѓу кои и државни фондови. Силната побарувачка ги покажа не само довербата во долгорочната вредност на CATL, туку и огромниот пазарен потенцијал и технолошките можности. Оваа компанија, основана пред 14 години, досега само во развој и истражување има инвестирано $10 милиарди.
Ширум светот поседува 13 фабрики кои вработуваат 116.000 луѓе и остварува годишни приходи од 50 милиарди долари. Поседува имот вреден 100 милиарди и има регистрирано 43.000 патенти. Со батерии снабдува бројни производители на возила, меѓу кои и Тесла, BMW, Volkswagen, Mercedes и други. Според извори од Кател, новиот капитал ќе се инвестира во проширување на производствените капацитети во странство, меѓу другите и во фабриката во Унгарија, отворена 2023 година. Смотрите како што се конкурсот Ди Елеганца, особено во историската вила Ди Есте на езерото Комо, докажуваат дека автомобилите не се само превозни средства, тие имаат душа и потикнуваат силни емоции. Она што влева оптимизам е што во ерата на екрани и софтвер, механичките подвизи од минатото се слават со подеднаква страст и се инспирација за нови ултра скапи модели. До гледање. Монденското италијанско езеро Комо секоја година во најубавиот месец во пролета е епицентар од кој низ светот се шири вечната автомобилска убавина. Таму на најпрестижната манифестација од ваков вид, конкурсот Ди Елеганца Вила Ди Есте, најпосветените ентузијасти ги покажуваат своите миленичења на 4 тркала за кои зборовите автомобилската перфекција не се доволни да ги опишат. Може да присуствуваат само на ексклузивните вкупно 60 возила кои секое со своја историска приказна им ја отежнува работата на жирито. А за неа можеме само да кажеме дека е невозможна да се избере најдоброто од најдобрите. Таа чест годинава ја имаше германски колекционер со тркачкиот Алфа Ромео Типо Б од 1934 година со логото на скудерија Ферари на себе. Тој пред Втората светска војна со имињата како Нуволари, Карачиола, Кампари и Чирон жареше и палеше низ светските гран-при патеки, освојувајќи вкупно 46 победи во 4 години колку што се надпреваруваше. Публиката пак, која за присуство на неделната парада на елеганцијата плаќаше по 35 евра влезница за секој фаворит, го изгласа BMW 507 од 1957 година, познат по она што на своето време беше избор на бројни познати личности, од Елвис Присли до Берни Еклстон. Германската марка, како и повеќе години наназад, во улога на главен поддржувач го збогати настанот со представувањето на 3 своји премиери, секоја со различен карактер и намена. Лесниот спортски М2 CS со своите високи перформанси измамуваше воздишки од оние кои бараат чисто задоволство во возењето, а концептот Speed Top пак импресионираше со ексклузивната интерпретација на уникатен туринг автомобил. Заснован на М8 купето, овој спортски караван со 3 врати ќе биде направен во 70 примероци, кои покрај непознатата цена сигурно веќе се распродадени. Дали и ентузијастите на возењето на 2 тркала ќе имаат среќа да се насладуваат со концепт моторциклот со ознака RR не е познато. За ухтека ќе може да набават една од 50 јакни креирани по повод на неговото представување.